Serija snimena na Patokulu Svetot, автор Руди Кларич. Човекот без граници. Третата емисија од трилогијата за Бомбај има наслов Утро. Така се будат секое утро, по првата бледа светлина, неколку илјади луѓе што преспале на тротоарите. По нив, во своите аклиматизирани кабини, од своите западнички соништа се будат поморците од цел свет. Им предстои уште долго чекање на Бомбајското пристаниште. Слабата организација и опременост и бавната работа на пристанишните работници ги задржуваат бродовите со недели додека ги истоварат пратките. Потоа се будат бомбајските чиновници и струшњаците на илјадниците бомбајски занимања. Како и во сите велеградови во светот, ќе се здружат во гласни текови низ улиците и ќе го донесат животот во Бомбај, во неговиот бавен и смирен секојдневен тек. Кога низ тесниот поглед на камерата го гледате будењето на најразвиениот индиски велеград, пред вас се отвора свет во кој се слеваат прастариот источен менталитет со практичноста и техничката опременост родена на Запад. Гледате работи за кои многу луѓе овде мислат дека се невозможни или дека никогаш не смеат да се случат. А сепак, пред вашите очи, еден припадник на кастата Кули чита весник, што значи дека е веќе писмен. На кастата Кули писменоста не и беше дозволена до неодамна. Забележаат дека сте се загледале во нивниот свет. Се загледуваат и тие, и вие сте за нив необични. Овде на секој чекор може да се видат работи за кои многу светски луѓе се убедени дека никогаш не би можеле да се случат, а сепак се случуваат. Секој поглед во овдешниот живот зборува за слевањето на цивилизациите, за претопувањето на обичаите и на навиките. И како што видовте во претходниот филм, дури и на верите. Се здружуваат и се мешаат јазиците, цели народи ги менуваат своите обележја. Во Индија се зборуваат 800 јазици, а дојденците од илјадници индиски села, бегалците од една од 3000 касти, почнуваат да го забораваат домашниот јазик кој овде во Бомбај за ништо не им користи. Треба да се знае хинди, марати или барем англиски. Многуте јазици ќе исчезнат поради новите работни односи, поради новите интереси, што ќе ги поврзат дојденците со оние што се населиле овде пред нив. Со секој нов доселеник, домашниот јазик добива нова мелодичност. Дури и англискиот јазик има овде толку специфичен призвук, колку што се специфични и луѓето што го говорат.
Таксистот со голема сила удрил во овој автомобил. देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो राम का नाम बदनाम न करो На собственикот не му паѓа на ум да повика полиција, ниту има што да разговара со таксистот. Му вели нека дојде твојот господар. Доаѓа пратеник на господарот и му дава визит карта. Се разбира, господарот ќе ја плати штетата. Автомобилите настрана и готово. А што ќе рече господарот? Ништо. Човекот ќе ја загуби службата, тоа е само фигура врз шеховската табла на господарот. Животот на граѓаните и во Европа, во поголем број случаи, е подинамичен од животот на селаните. Технолошката опременост на европските граѓани понекаде е за неколку децении понапред од развитокот на селото. Меѓу Бомбај, кој ги копира европските велеградови и индиското село, разликата е неколку векови. Сведоци сме на создавањето нова поделба. Ниедно од прастарите 3000 индиски касти не исчезнала, но се создале две нови, каста на пешаци и каста на автомобилисти. Новоста е револуционерна. И за двете би требало да важат истите сообраќајни прописи. Church Gates, главната железничка станица за локален сообраќај. Меѓу 9 и 10 часот наутро, најбројни се работните маси од бомбајските предградија и од соседните села. Селаните доаѓаат по своји работи, а работниците и службениците одат на работа. Имаат целодневен работен ден, по примерот на англичаните. Однесувањето на бомбајските автомобилисти историски гледано е сосема логично. Брзо возење низ масите не е доказ дека се нетолерантни или насилни. Се работи за законитост од минатото, кога припадниците на висшите класи биле заштитени во секој поглед. Највообичаена работа била бесправноста на нижите касти, чии луѓе не смееле да им го попречуваат патот на луѓето од висшите касти. Тој 1000 годишен ред не исчезнал ниту со доаѓањето на автомобилите. Но и покрај 1000-годишната историја, секој утро во работен ден, пред главната бомбајска железничка станица може да се види едно од многобројните бомбајски чуда. Илјадници, обични поединци, пешаци излегуваат од своите локални возови. Ги заземаат тротоарите, го губат значењето на поединци и се претвораат во маса народ со една единствена цел – да ја минат улицата. Тогаш редарите се вкоченуваат на своите места. Настапува промена, нов ред, законот на масите. Соединетите пешаци навлегуваат во улицата, ја освојуваат во јуриш и не постои повеќе сила што може да ги запре. Тоа е револуција. Револуција на пешаците што се случува секое работно утро во центарот на Бомбај. А ако ги гледаме индиските односи, тогаш работниот ден во Бомбај е полн со ритам, а продуктивноста на завидна височина. Но ако гледаме низ европски очила, тогаш изгледа дека работата овде се одвива многу бавно. Бомбајското пристаниште е едно од најбавните во светот по брзината на работењето. И во канцелариите на државната администрација, за наједноставна работа е потребно неколку пати подолго време отколку во Европа. На секој чекор се чувствува влијанието на хиндуизмот, кој како филозофија е понаклонет спрема бавниот размислувачки живот, отколку спрема какво и да било брзање. А ако на тоа му ја додадеме и чисто верската заповед, по која хиндуистите смеат да јадат само растителна храна
исполнет е и физиолошкиот услов за бавната работа. Тоа значи, желбата за медитирање е посилна од желбата за работа. Но како и да било, во Бомбај не може да се види човек да трча, но може да се забележи како луѓето спијат сред работен ден и на најневозможните работни места. Ова се луѓе кои му припаѓаат на бомбајскиот цех на перачи. Се работи за занимање кое брзо ќе го изгуби своето значење, штом ќе почнат масовно да навлегуваат автоматските машини за перење. Но во овој момент работи со полна пареа. Бомбај има и градска пералница, каде што луѓето во снежно-бели облеки пред бетонските базени на ист начин како и овие на брегот ја вршат својата работа. Како што веќе рековме, работните луѓе на Бомбај имаат скоро исто работно време како и работниците во Лондон. Затоа и овде напладне имаат одмор за ручек. Се разбира, неизводливо би било бомбајскиот работник или службеник да се турка во утринските часови меѓу народот со ужина во рацете. За ручек се грижи специјалниот цех на разнесувачи на ручек, кој е подобар дури и од оној во Лондон. Тие луѓе претпладне се јавуваат дома кај вработените, макар што тие живеат и далеку во предградието, земаат храна од домашните и му ја доставуваат на приемачот на работното место. За поуспешна работа се обезбедуваат што поголем број муштерии. Основен услов за таа работа е добрата меморија. По правило, разнесувачите на ручек се неписмени. Затоа мора да ги научат напамет сите адреси, за да не дојде до вистинска мешаница во исхраната на бомбајските работни маси. Чор базар. Велат дека овде живеат и работат врвните бомбајски стручњаци. Својата работа ја извршуваат со такво задоволство, што потеклото на предметите кои им паѓаат в раце воопшто не е значајно. За неколку моменти можат да го разглобат автомобилот на елементарните делови. По брза постапка предметите добиваат сосема нови облици и бои. Новите предмети по потреба можат да ги променат во употребувани, а употребуваните во нови. На свежите копии на икони им даваат изглед на прастари оригинали. Чор базар е една од многуте особености на Бомбај, кој на свој начин зборува за едно време што многу луѓе сакале да го продолжат по секоја цена. За Чор базар не постои предмет што е неупотреблив. Прегорени светилки, скршени грамофонски плочи и издижени автомобилски гуми, сето тоа има овде своја цена и во вештите раце, како во чудо, добива нова намена или само навидум станува пак употребливо и се продава.
while I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie. Dam maro dam, mit jaye hum. Bolo subah sham, Hare Krishna Hare Ram, Hare Krishna Hare Ram, Hare Krishna Hare Ram. Dam maro dam, mit jaye hum. Bolo subah sham, Hare Krishna Hare Ram, Hare Krishna Hare Ram, Hare Krishna Hare Ram, Hare Krishna Hare Beside a garden wall, when stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew. दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या। Ova zelena indijska zmija ne je potrovna od našata šarka. A ova je Echis carinatus, od koga ke okasne, na čovekot mu preostanуваат уште 6 časovi život. Ова е випера, трета поред од најотровните индиски змии. Каснување, 3 časa маки, а потоа најдосна за 4 časa и најсилниот човек умира. Втора поред од најотровните индиски змии е славната кралска кобра, или на индиски наджа наджа. Незиниот отров го ослободува човекот од сите радости и маки за 1 час. Најотровната индиска змија се вика Bungarus corneleus или на индиски крајц. Половина час по незиното каснување човекот умира. На Хавкинсоновиот институт во Бомбај му се препишува заслугата за тоа што многу луѓе имаат барем теоретски можности да го преживеат каснувањето. Не постои змијски отров, против кој овде не можат да приготват против отров. Најголемата тешкотија е во тоа што најчесто на човекот му преостанува премалку време. Ако каснатиот нема против отров веднаш при рака, во моментот кога ќе ги почувствува змиските зъби, веќе извршена последната пресуда. Сродни видови на овие грозни животни живеат и во Европа. Сите тие спаѓаат во родот на шарката. Се разбира, ова индиска випера е многу поголема од своите европски роднини. Ваков глас испушта само тогаш кога нешто навистина ќе ја налуди. Не е умно да се приближуваме кон грмушките од каде што доаѓа ваквото цикање. Касањето е стравотно. Виперата со своите долги зъби длабоко ја засекува раната, а потоа долго не ја отвора челуста.
И ова е една од илјадниците нијанси на секојдневната индиска револуција. Според строгото хиндуистичко сваќање, и змиите се свети животни. И воопшто, ваквото постапување со животните, убедениот хиндуист не може да го оправда во никој случај и покрај тоа што со тоа спасува човечки животи. Колку мали револуции морале да се озреат кај овдешните научници, за да се отргнат од старите предрасуди. Значајно е едно од поновите достигнувања на Хавкинсоновиот институт. Пред неколку години во предградијата биле забележени се почести поцнувања од скорпии. Во смртна опасност биле особено децата и бремените жени, а против отров не можело да се приготви во поголеми количества. Ако сакале да добијат отров, морале скорпијата да ја убијат. Доктор Ват се обидел на тој начин, што скорпијата ја ставил на динамото и почнал да го врти тркалото. Електричниот шок дејствувал. По неколку обиди започнало производството на противотровот. Милиони работни луѓе секојдневно се судираат со времето во кое живеат. Стотици илјади бомбајски пролетери секој ден се враќаат од европски уредениот градски центар во своите индиски предградија. Масите полека се претвораат во поединци кои се враќаат во своите домови. Некои од нив ја оставиле носијата од родното село и се облекле европски, другите се упорни, но во нив веќе се озрева промената. Убавата, но непрактична облека сари подобра е за празник отколку за работен ден. Илјадници мали револуции созреваат во овие луѓе секој работен ден. Зашто размислуваат кога навечер се враќаат во своите домови? Колку е во нив разбудена свеста, сознанието дека секојдневниот ритам на Велеградот веднаш би замрел без нивната работа. Во колкава мера се свесни дека соединети представуваат сила, што би можела да ги урне сите предградија заедно со центарот на градот. Што би се случило кога илјадниците мали револуции што се одвиваат во тие мали луѓе ќе прераснат во една единствена, голема, стравотна револуција? Дали илјадагодишната трпеливост може да направи чудо и да се одолжи за илјадагодишната експлоатација? Можно ли е на мирен начин да се оствари поправедно општествено уредување? Во Бомбајската улица Црвени светла може да се видат жени како во кафез зад железни врати. Ги продаваат. Велат дека ги има 30.000. Голема е вината на оние што ја искористиле толерантноста на хиндуизмот. Огромна е вината на оние што непрестајно се збогатувале, а ги оставале масите во мрак. Неизмерлива е вината на оној што сака и понатаму да ги остави на дното во мрачните предградија, во сиромаштија и неукост. Аклиматизираните островчиња на западната цивилизација светат како новогодишни елки во Бомбајското пристаниште и чекаат.
Utro. आशा 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 तुझे क्या हुआ ना कहो मुझे आशा मैं तो हो Tamo na trotoarot, kade što včera spijele dvajica, danes se budat veke trojica. Doađat novi ludje, masite se sobirat. Tekst i realizacija Rudi Klarić, od slovenečki prevede Jane Petkovski, čitaše Ivan Antonov. कैसी उनकी शाम आई दिल में रह गई दिल की बात रात आएगी वो कभी लेके खुशियों की बारात लेके खुशियों शाख दिल की जल गई जब फिर